Веројатно сме во живо, Благојче. Да, може Да, да. да почнеме. Сега сме веќе во живо. Добро вечер на сите, добро вечер на гледачите кои ќе бидат со нас. Не знам дали дали сега имаме приклучено одма некој, ама сигурно не гледаат. Значи добро вечер на сите кои сме на состанокот вечерва на емисијата. Да. Така. Значи вечерва одиме повторно на темата, значи се што сакате да знаете за твоја, прашања и одговори. Значи ќе поставуваме ние тука прашања, а сигурно дека и оние кои што гледаат преку Facebook каналот можат исто да се вклучат со прашања преку коментари. Во коментарите може да го напишете вашето прашање, а подоцна ќе биде одговорено значи од некој од нашите соговорници вечерва тука на емисијата во живо преку Facebook. Значи ја имаме тука носителката на листата од изборна единица број 1 Мирјана Најчевска, го имаме исто така кандидатот за пратеник и Александар Тортевски, тука е и кандидатот Трпе Стојановски, тука е и нашиот друг Стојановски, значи Самуил Стојановски, да не ги помешаме пак као минатиот пат. Имаме тука со нас и Тања Дејановска, Горан Митевски кој ни е поддршка, Емилија Кукуњавска од изборната единица 2 Куманово и значи може да стартуваме со прашањата и одговорите. Сакам само прво да ве прашам како се чувствувате. Веќе влегуваме во финишот од изборнава кампања. Кој ќе ми каже како се чувствуваме? Беше интересно и беше на некаков начин потврдено она што го започнавме со формирањето на партијата, а тоа е дека можеме да функционираме на поинаков начин и тоа го докажавме во целиот овој период. Прво успеавме да докажеме дека можеме да функционираме со многу мали средства, тоа е само со средства собрани од членарините, дека не ни треба некоја слутен партија, туку баш може сето она што го промовираме како демократски однос, прво да го искусиме внатре во партијата и да ги искористиме сите креативни капацитети кои што ги има кај луѓето, значи беа вклучени луѓе кои што навистина со голем ентузијазам и голема желба да помогнат и да направат нешто, учествуваа во подготвување на материјали и да ви кажам најмногу од Семе Биндиса и заради тоа се чувствуваме птен добро што не паднавме во стапицата на валкање, на вадење бомби, препукување и слично. И слично, туку напротив, цело време ние си имавме некои наши содржини кои што ги пласиравме и мислам дека бевме препознаени од голем број граѓани како нешто поинакво. Така што тоа е мојот впечаток, не знам како другите тоа го чувствуваат. Веќе го прашам господинот Трпе Стојановски, каков е фидбекот од терен? Дали имаме некаков фидбек? Што кажуваат луѓето? Дали имате контакт со граѓани, освен тоа што сме модерна интернет партија, како што рековме, и еко-френдли, значи не трошиме летаци, не правиме партиски книжки и слично. Каков е вашето чувство од некои состаноци кои што ги имате од терен? Бевте во Куманово последно, знам. Особено, мене лично особено ме интересира како впечаток оставаат нашите пораки, кои што целосно се согласувам со ова што претходно го кажа Најчевска, дека бевме привично иновативни. Пораките кои што ги испраќавме и воопшто видеата со кои што сакавме да допреме до гледачите, покажуваат дека со особен интерес беа прифаќани и тоа она што радува е особено младите луѓе кои што имаа можност да ги видат пораките како ги разменуваат меѓу себе. И во тие разговори чисто мој интерес беше да видам до каде се допираат овие пораки и искуството што го имаме е мотивирачко. Значи, со многу мал буџет, мислам дека направивме прилично длабоко продирање во презентирање на пораките и останува да видиме каков ќе биде впечатокот, не само на 15, но и понатаму.
На некој начин, мој впечаток е дека се верификувавме како тим кој што размислува многу честно, многу конструктивно и дека всушност животот на твоја допрва почнува. Ќе биде убаво ако тоа биде препознаено на 15 и имаме резултати од изборите, но од друга страна исто така во овој ограничен период со ограничени можности се обидовме да направиме и некои, да не кажам теренски посети, но едноставно да бидеме присутни во изборните единици каде што сме застапени и да ги упатиме пораките. Охрабрува како тие беа прифатени од некои од медиумите и понатаму транспонирани, споделувани во средините каде што зрачат овие медиуми и сето тоа е инспиративно. Значи со мал буџет, со мали средства, меѓутоа со голема рационалност и со иновативност, сметам дека направивме максимум. Секако дека ова е едно искуство кое што, особено овој тим кој што го гледате, помладите луѓе кои што се внесоа во ситуацијата, кои што беа всушност нервниот систем, како овие заклучоци за кои што разговараме беа транспонирани и се доаѓаше до нешто опипливо, е едно прекрасно искуство. Ке видиме, значи јас сум задоволен, секако дека имаше и критики дека не стигнуваме до некои кои што знаева дека твоја постои, знаева дека праќаме пораки преку твоја, но тоа е резултат и на буџетот со кој што располагавме и секако дека ќе се обидеме да бидеме повешти, поефикасни во идните чекори. Така. Се префрлам во изборната единица 2, значи Емилија Кукуњавска, сакам да ја прашам каков е фидбекот во Куманово? Дали има некаков контакт со локалното население, како се тие задоволни, што и порачуваат не, дали имаат некои проблеми генерално со кои што се соочуваат или како она ги гледа овие работи во Кумановскиот регион и во изборната единица 2? Не знам дали се слушаме. Да ти кажам, Благојче, позитивно изненаден од реакции на луѓе. Супер. Затоа што не очекував дека баш толку позитивно они ќе реагираат на се. И медиумите кои не покрија и обичните граѓани со кои што ја контактирам. Не излегувам на терен нормално, меѓутоа, нели се држиме до она кампањата да иде онлайн, сите сме по дома. Меѓутоа ми се јавуваат луѓе, имам 2 деца кои се движат малку повеќе, поголеми се излегуваат повеќе од дома, значи они ми носат информации. Како реагираат и родители на нивни другари, и колеги од работа ми пишуваат и така. Се во се позитивно, многу позитивно и позитивно реагира затоа што били и позитивно изненадени од нашиот став и од нашите приоритети кои сме ги ставиле во нашата така наречена програма. Така, што ви порачуваат граѓани? Ви имате некаков фидбек од нив? Што најмногу сакаат, например? Да не Како? Да не се откажуваме. Да не се откажуваме. Тоа е најбитно, мислам, дека другите... Формиравме шпринт да трчиме туку да идеме на долги патеки и дека ќе стоиме Јас мислам дека твоја партија е Усеин Болт во трчање на политичка сцена во Македонија. За 3 месеца може само да ги збуниме, иначе понатака сигурно ќе продолжиме уште пожестоко. Така. Сега малку ќе се префрлам на господинот Тортевски. Ход тема е малку кај некои луѓе дека малку не има на медиумите. Прашуваат зошто толку малку не има во медиумите. Посебно на вести. Па тоа воопшто не беше наш избор. Ете, ние направивме се што можеме и мислам дека направивме повеќе од тоа што објективно можевме и што очекувавме. Медиумите... Да не биде ова како напад на медиумите, да не го сватат така погрешно, ама и луѓе реагираат и прашуваат зошто нас не има многу малку застапено. Значи, ако ние имаме активности и ги испраќаме до медиумите, а тие наши активности и идеи не стигаат до граѓаните, значи проблемот е во медиумот. Медиумот во превод значи преносител. Значи на оној кој што ги пренесува. Ние се соочивме со страшна медиумска блокада. Сам да не се залажувам. Значи, неверојатно, јас
сум учествувал многу одамна на избори, значи на првите избори бев учесник 90-та година и медиумите тогаш, додуше беа многу малку, македонска телевизија беше само, не знам дали нешто имаше друго, меѓутоа има многу поголем демократски слух. Така. Секое сообщение, било кога да пушташе Лига за демократија, имаше 17 партии тогаш. Значи, 17 партии, еден медиум, секое сообщение кое што ќе го пуштевме се пренесуваше на главните вести. Секогаш. На секоја дебата учествувам. Значи, ние бевме практично оневозможени да излеземе на дебата. Мислам дека големите партии точно знаеа каде е најголемата наша сила. Нашата најголема сила ќе беше ако добиевме простор на дебат. И тука направија огромна бариера. Еве, и покрај расправи и укажувања по социјални мрежи, ниеден медиум не покани. Практично, телно имаше размислување некое, според кое што требаше да одиме на дебати мали со мали, условно кажано, односно вон парламентарни со вон парламентарни. Еве, видите денеска скандал на телно. Оди СДС, ВМРО и ДУИ. Мицковски не доаѓа, не прават замена за него, например. Дури и кога некој од нив не доаѓа. Дуровски 3 пати се откажува на дебата со Шекеринска, не ставаат некој представник од помалите партии да дебатира со Шекеринска. Не баре тоа е некој во спортски жаргон кажано меч кој што се губи службено. Не дошол Дурловски и нема дебата, Шекеринска ќе дискутира сама. Зошто нашиот носител не беше повикан на ниједна од тие дебати? Значи, не бараме можеби на сите, меѓутоа многу е логички и здраво, барем на секоја трета дебата да можеме да учествуваме. Колку пати знаете Мицковски се сретна на овие дебати? Значи, сега кога размислувам малку, си префрлам себе си, сега кога почнете вие да зборувате, дека можеби направивме некаква грешка. Меѓутоа, тоа ќе го анализираме подоцна, можеби не е за овде сега во моментот, меѓутоа мислам дека и јас можеби ја направив таа грешка, што можеби и оние скудни средства што ги имавме требаше да ги насочиме кај локални мали медиуми, каде што ќе ни дава простор да се представуваме многу повеќе. Големите беа затрпани со средства од големите партии и тука во тоа, значи, ние бевме апсолутно маргинализирани, не ни беше дадена шанса да се представиме. Замислете, ново формирана партија, на ниту еден, само имавме шанса, трпе беше Стојановски на македонска телевизија 10 минути, и јас бев на 20 минути и на 24 минути. Така, ама тука зборуваме за недебатни емисии, значи не зборуваме за соочување. Да, без никакво соочување. Големите партии знаеа дека ќе им се сруши, ќе се срушат нивниот мит, ќе се сруши за нивната големина на дебата со нас и успеа да го избегнат. Меѓутоа нема да се откажем. Така. И јас само ќе напоменам на другите кои што ја следат ова емисија преку Facebook каналот дека може слободно да постираат коментари под видеото доле или може да ги пратат и во приватна порака на твоја ОРГ, ќе бидат презентирани тука, значи сите ваши прашања во однос на твоја партија, што сакате да знаете и дали имате некакви коментари, слободно пишете кои ќе бидат презентирани официјално во вечерашната емисија и ќе добиете одговор од еден од нашите гости кои се вечерва со нас. Само за момент. Еден е проблемот овој кој што го спомна Тортевски за тоа дека нам како на партија, па и на други партии не ни е дадена можноста да се соочиме, да дебатираме и слично. Меѓутоа, според мене, уште пострашен резултат е тоа што граѓаните не добија шанса да ги добијат сите информации. Граѓаните не добија шанса да ги видат сите политички опции за кои што можат да гласаат.
ова медиумско представување и овие дебати и соочувања не се прават за партиите да си ги мерат силите меѓу себе, туку за да можат да ги представат своите програми, за да можат да излезат со аргументи од кои што граѓаните ќе можат понатаму да си извлечат свој став, свое мислење и врз основа на тоа да гласаат. Значи, суштината на изборот е на некаков начин затангирана со ваквото постапување и со отсуството на сите политички партии кои што учествуваат во изборната трка пред медиумите. Значи, ова е едно многу посуштинско прашање за кое што ќе мора да разговараме и според мене ќе мора да понудиме некои други решенија и во изборниот законник и пред медиумите со кои што би се избегнало вакво изигрување на правото на избор на граѓаните. Сакам да ве дополнам. Баш нас ќе прашувам сега, ама слободно може да се објасни. Најчевска и Торцевски. Вчера имавме неколку луѓе на дискусија со еден од новинарите, кој цврсто застапуваше уредувачка политика на медиумот каде што работи, со некои воспоставени правила кои нема допирна точка со логиката. Од една страна. Од друга страна, она најчевска што го говори правото на информирање, на права информација на граѓаните воопшто го нема со тие уредувачки политики што сега им се таму наметнати. Практично тие луѓе сега се заробени во сопствените медиуми, на сопствените правила. Така. Прашањето ми беше, значи, дали има слобода во медиумиве? Ако гледаме генерално сега ново што се случи ова изборна кампања. Нема, затоа што ако земеме предвид дека сите новинари слепо слушаат уредувачка политика на медиумот, тоа не е ништо друго освен политика на заземена страна. Така. Значи, сепак медиумите се ориентираат според тоа кој прв ќе плати поише, ако така гледаме ова. Ако е пазарно е, тогаш е исто брутално. Да. Не е само тоа, значи самиот изборен законник на извесен начин ја промовира таа пракса. Значи самиот изборен законник води кон тоа го дозволува тоа да направи клиенти и во ситуација, посебно во ваква ситуација како што беше сега со COVID-19, кога сите на овој или оној начин трпат од застојот во економијата, па и медиумите, каде што има помал број на реклами, помал прилив на средства и слично, јасно е дека многу лесно можеш да ги намамиш, да ги купиш со одредени средства, кои што за некои медиуми значат дури и екзистенција, значи преживување или непреживување. Така што целиот изборен законник е поставен на многу погрешна основа и создава клиенти од медиумите, наместо тие да бидат оние кои што ќе служат во функција на информирање на граѓаните, на ширење на информации, на слободен достап до информации и слично. Значи, имаме навистина голем проблем, кој што не можам да го врзам само со медиумите и нивната уредувачка политика, туку и со одредени постоечки законски решенија. Така, И тоа да не заборавиме дека парите што се сливаат во медиумите, повеќето се на од партискиот дуализам, односно кој ги имаат претходно прибрано од народните пари наменети од државата за партиите за да го прават тоа што го прават. Што самото по себе доведува до непринципијалност, неравноправност од старт. И тоа со народни треба пари. дефинитивно големи измени да се случат во овие законски прописи кои што претходно ги донесува, се разбира, мислам дека ВМРО ДПМН ги изменува овие закони, не знам дали имаше некои измени од страна на СДСМ. Да, имаше значи измени на законот,
на изборниот законник со кој што дури и се зголеми ваквиот начин на монополска поставеност на партиите, на побројните, постарите партии на 14 февруари. Значи, ден пред распуштање на собранието е направена промена на изборниот законник, голема промена, 2/3 од изборниот законник се променети по скратена постапка, без никаква јавна расправа, без предходни експертски анализи, без никаква најава предходна. Значи, тоа беше упад во изборниот законник, токму со цел да се обезбеди ваков облик на монополска поставеност на партиите. Така што обичниот граѓанин, на пример, ова нема ни шанса да го знае и појма нема за тоа што не мора и да го тагира. Така. Тоа беше направено токму ноќе, кога веќе сите медиуми замина од парламентот. Така, седмицата која што беше докасно. Да, нашиот народ и за такво однесување има една поговорка, вели, кој работи ноќе искришни. Многу од ова значи ми отвара други прашања. Зошто луѓе во граѓаните воопшто се одлучуваат да гласаат за вакви партии? Мене единствено тоа ми е необјасливо. Или тука овие поголемиве партии прават огромни прекршувања на законите, а луѓето тоа не го знаат, не го гледаат, а друга работа е дека институциите воопшто не ги забележуваат овие работи. Заради тоа што нека ми каже некој која знае точната бројка на вработени во јавна администрација. Тоа е огромна бројка на гласачко тело кое во определени моменти е условено да излезе. Самата поставеност на државата, сотрупањето во јавна администрација, сотрупањето на луѓе кои живеат од буџетот, ги прави луѓето зависни. Тие стануваат зависни и робови на оној кој ги има претходно поставен. Тоа гласачко тело и таа пракса ќе тера се додека не се донесат некои измени во редукција на таквите луѓе. Така. Имаме прашање, инаку ако нема некој да додаде нешто или слободно дадете, па ќе појдем со прашањето. Слободно, Тартевски, повели. Институциите практично се поделени партиски, помеѓу големите условно кажано партии ВМРО и СДС. Значи, еве, ДИК, имате од ВМРО председател, заменик му е Кондорко од СДС, ти одлучуваат за начинот на делбата на парите, а они во собрание апсолутно се договараат многу лесно кога треба да поделат народни пари. Значи ги зголемија висината, по првиот основ беше за тековно финансирање на партиите. Тука СДС многу се секираше ВМРО да може да го сервисира Белиот дворец и си поделија некаде СДС околу 1.300.000, а ВМРО околу 1.200.000 евра годишно за финансирање тековно и по 900.000 за медиумско презентирање на програмите во оваа кампања. Така што кога зборуваме дека институциите не го забележуваат тоа, го забележуваат, меѓутоа во тие институции половина членови се обично од ВМРО, од СДС, а они се многу согласни. Значи, кога можат ноќно време да донесат закон, како најголеми арами, можат и да се договараат и за да премолчат. Така, јас мислам дека баш оваа порака треба да е слушни поголем дел од граѓанството во Македонија, затоа што на многу луѓе овие работи не му се јасни и гледаат само праволиниски. Значи, некоја идеологија и слично, ама за таа идеологија не ги гледаат овие сите криминали и други работи кои што се случуваат според мене. Да нема недоразбирање, ние сме против трошењето на вакви средства, твоја партија значи против и ние да добиваме такви средства. Затоа што сега можеби сме пристрасни, меѓутоа мислиме дека нашата кампања беше многу креативна заради тоа што моравме да се снаоѓаме со многу мали пари. Значи, треба партиите да се вратат на креативно размислување, не само да лупнат огромни пари, можеби сега да не збораме, можеби има тука и други ситуации, меѓутоа кога е ограничен буџетот, тоа креативноста е многу поголема. Така.
И да сега- објасниме на гледачите дека зашто постојано гледа видеа од СДС, значи 540.000 евра беа потрошени од страна на Социјалдемократскиот сојуз само на Facebook реклами. Затоа беа преплавени гледачите од рекламите од СДС, нешто повеќе од 400.000 евра од страна на ВМРО ДПМН. Така. И тоа се тие се средства кои што се надвор од овие кои што државата им ги дава за медиуми. Тоа е Сериозна интересно. бројка на пари. да. Па сега сериозна не го- бројка, тие 2-3 милиони, можеби 5 милиони за кампања што ги потрошија двете партии да се вложеа во здравството, доволно во заштитна опрема, Ете, да се ете поделат на граѓаните, многу подобро ќе беше за секој граѓанин во оваа држава, отколку да бидат преплавени луѓето со реклами и парите Баш- да отидат непотребно, за разлика што може да отидат на заштита. Да, и Ова баш за сега е една интересно- друга тема, темата од каде се тие пари донирани и што треба да се случи после тоа за возврат. тоа, тоа ми е битно, значи колку институцииве после оваа изборна кампања ќе се вклучат и ќе ги проверат сите овие факти, од каде овие пари потекнуваат, од каде Добро, такви од, милионски суми. Од досегашното искуство, значи Републичкиот завод за ревизија прави ревизија на она што представуваат и трошоци во самата партија, донации во партијата и слично, и до сега немало чист извештај од Заводот за ревизија, значи секогаш Само што никој не го гледа после тоа. секогаш имале посочено проблеми и пропусти, меѓутоа ниту една од политичките партии не нашла за потребно да одговори на укажаните проблеми, ниту една од институциите кои што се задолжени за тоа не нашла за потребно да поведе постапка во која што ќе се испитува како дошле до пари, зошто има проблеми, зошто не се гледаат одредени трошоци така како што треба да бидат прикажани, не се гледа изворот на одредени приходи и слично. Всушност, ниту СДСМ, ниту ВМРО ДПМН до крај немаат расчистено со она што било трошено предходно за предходните избори, значи немаат дадено отчет и немаат намера да дадат таков отчет. А проблемот е што никој не ги Мали присилува да го направи. партии, како твоја и слично, ќе се бара отчет до последен денар, меѓутоа од големите партии за каде што се работи за милионски суми, тоа се губи на некаков начин. Значи тоа е проблем. И институциите не работат, меѓутоа и граѓанскиот елемент, граѓанската свест, граѓаните кои што би требало да викаат, да се бунат заради тоа што станува збор за трошење на нивни пари, не реагираат. Ние сме едни многу тивки, мирни граѓани кога станува збор за трошење на јавни пари. Тоа е еден од основните проблеми изгледа кај нас. Не сваќаме дека јавните пари се наши пари. Тие се пари од секој од нас. Значи не се тие некои туѓи паднати од небо, туку некој ни ги зел и ги потрошил ненаменски. Тоа е нешто што треба постепено да го научиме. Тука доаѓаме до поентата што господинот Самуил Стојановски ја спомна, таа е партизацијата на институциите, партиските вработувања и слично. Мислам дека тука е проблемот, што уствари нема кој да ги контролира овие работи. Тоа ви доаѓа као јас да контролирам сега некој тука од твоја партија. Ме разбирате? Мислам дека е така. Види, не се работи. Ама нема независност во институциите. Значи, Сами си ги поставуваат судиите, сами си ги поставуваат обвинителите, сами си поставуваат се. повторно не води до главното прашање, а како против корупцијата? Па Со да, ваков дефинитивно. пристап, никако. Значи професионалци и независни институции од политиката. Претпоставам. Сега тука имаме уште многу интересно прашање од Маријан преку Facebook. Кога веќе зборуваме за партииве, прашува
со која партија од мнозинството би влекле во коалиција доколку ви биде понудено? Многу интересно прашање. Кој ќе Мислам го дека одговори? јасно кажавме ние дека не влегуваме во коалиција со ниту една партија, заради тоа што имаме замислено една многу специфична улога која што би требало твоја партија да ја има. А тоа е некој вид на контролна и поттикнувачка улога. Значи, ние сакаме да ги поттикнеме другите партии да го извадат најдоброто нешто од себе. На соодветни места да бидат ставени најдобрите луѓе, професионалците, оние што знаат, умеат, кои што имаат искуство, и ние сакаме да влијаеме при донесување на законите и воопшто легислативата на тој начин што нема да дозволиме било нарушување на процедурите, било пак внесување на содржини кои што би значеле легализација, озаконување на неправото. Тоа можеме да го направиме само ако бидеме самостојни и ако настапуваме на начин кој што го поддржува секое добро решение, независно од тоа од која политичка структура доаѓа на дневен ред. Така, така. Благодарам за одговорот. Значи, мене ми беше познато, само сепак пред гледачите тоа требаше изгледа да се објасни, тоа што многу луѓе уште изгледа не им е јасно, значи дали ќе коалицираме со некој или не, па прашуваат едноставно. Имаме потоа многу интересна порака од Синан, кој вика дека немало никогаш чисти извештај од ревизиите. Дали некој одговарал да украл 15 кебапи за да се прехрани дома, би го казниле и објавиле. Голем успех на МВР. Да, Што правиме тука со истражните органи? А тоа трпајте, мислам дека... Ајде, господине Трпан. Добро, значи, Затоа што многу интересно како во Македонија функционираат овие институции. Многу интересно. Мислам дека е Добро, научна фантастика. ние додирнавме неколку аспекти кои што се поврзани со ова прашање. Значи, нам ни е потребна професионалноста и интегритетот. Тоа се два столба кои што треба да бидат всушност замаецот за да тргнеме во насока која што понатаму ќе зрачи и ќе ги порамнува неравнините кои што ги имаме. Бидејќи со своји послушници поставени на високи позиции во државата, тие по дефиниција им штетат и на самите партии на власт. Бидејќи од послушен човек нема да добиете рационално мислење, но ќе добиете мислење кое што го глорифицира лидерот, му дава поддршка на лидерот. И всушност тоа е тој процес на затворен круг на корупција кој што не води напред. Затоа сме тука некаде околу 100-то место во светот во однос на потенцијалите и борбата против корупцијата. Тоа е поврзано и со ревизијата за која што говоревме. Од претходните избори исто така имаме извештаи кои што говорат дека партиите не биле секогаш транспарентни и уште полошо дека не може да објаснат одредени буџетски средства кои што се слеале кај нив, како се слеале. И тоа всушност и многу примери за кои што слушавме претходно и од бомбите и од медиумите, а имаме доволно информации дека има многу нечисти пари кои што циркулираат за време на кампањите. И тоа всушност говори дека кога имате поддршка од симпатизери кои што не избираат начин како да ја помогнат на партијата, затоа што подоцна партијата треба да им врати со легислатива или со тендери да се ги вратат парите и тоа повеќекратно назад, тоа веќе говори дека немате квалитетни закони, дека луѓето кои што ги спроведуваат тие закони немаат интегритет, но тие имаат партиска матрица по која што треба да постапуваат. И тука се поставува прашањето, а какво право ќе имаме?
еве законот за јавното обвинителство го коментиравме неодамна. Така. Значи, ние во Македонија се донесе закон за јавно обвинителство, за кое што некои од партнерите во Европската Унија инсистираат да се донесе тој закон. Меѓутоа, тој е закон кој што всушност е можеби најлошиот закон од материјата за гонење на криминал, колку што мене ми е познато, а имам привично години зад себе. И голема несериозност е што законот за јавно обвинителство им се става како товар на јавните обвинители, кои што однапред, постапувајќи по тој закон, ќе продуцираат неправо или ќе мораат да се ограничат во покренување на обвинување за лица за кои што постои основано сомневање или се покренати такви обвинителни акти, а не ќе бидат во можност да ги застапуваат и да ги докажуваат понатаму. Така што се поставува прашањето дека многу брзо, ако не се изменат сегашните закони, вклучително и овој за јавното обвинителство, ќе се соочиме со многу потешки облици од она нема правда. Така. А што произлегува понатаму може да претпоставуваме. Сакам да прашам кој начинот, например, кој твоја го предлага за избирање на ваквите не функционери, уствари обвинители, суди и такви, сите знаеме како досега се избира и како се поставува на тие функции. Кој е моделот кој што, например, био твоја предложила за избирање на овие функции? Мислам дека пред да преидиме на моделот, ние мораме да направиме прочистување на овие институции, затоа што секој модел кој што ќе го примениме ќе биде фаличен доколку го спроведуваме со она со кое што сега располагаат институциите, а каде што има многу препознаени луѓе кои што биле вмешани на овој или оној начин во прекршување на законите, односно за кои што постои сомневање дека го злоупотребиле претходно системот. Значи, ние можеме да измислиме независен совет, можеме да измислиме да се бираат судиите во рамките на самата судска фела и слично. Меѓутоа, се додека не го прочистиме судството и јавното обвинителство, тоа станува бесмислено, бидејќи сепак една институција вреди толку колку што вредат луѓето во нејзе. Ни помалку, ни повеќе. Тоа е моето мислење. Имам само за момент. Слободно, да. Ова е комплексно прашање. И тука не треба да се залажуваме дека ако бидеме во позиција, ние веднаш ќе понудиме брзо и квалитетно решение. Реформите во институциите на правдата е најсложената област каде што треба да се прават реформи. Меѓутоа, тие треба да почнат со исправен пристап, со исправен концепт. Во таа смисла, нам ни треба поддршка од земји на Европската Унија, од експерти, кои што заедно со нашите експерти ќе работат на концепт кој што ќе доведе до гарантирани резултати. Меѓутоа, за да се почне тој концепт, моје лично мислење е дека е неопходен минимум консензус од политичките партии, главните носечките, бидејќи тој концепт кој ќе стартува, ќе има верификација во одредени фази. Меѓутоа, тој ќе трае и подолго од мандатот на една влада. И дека всушност она што ќе се почне ќе води во насока на стабилизација на правото во државата. Без оглед која политичка опција ќе доаѓа на власт, треба да ги почитува остварените резултати и секако експертите да ја водат главната приказна во тој дел. Така што само тоа е начинот кој што ќе обезбеди процесите што ќе се случуваат да бидат од луѓе кои што имаат интегритет и на тој начин да се оди напред. Бидејќи нам ни треба обвинителство кое што ако постои основано сомневање дека и председателот на државата, и председателот на владата, и било кој министер се го скршил законот, дека обвинителот ќе го викне кај него лицето за кое што постои сомневање, ќе обави разговор и врз основа на тоа ќе произлезат на тамошни дејствија. Така. Сега тоа е незамисливо кај нас.
Сега имаме многу малку уште време останато. Не знам за колку сте расположени уште понатаму да одиме. Јас само сакам да ја прашам Тања Дејановска, пошто таа ни е од тимот на менеджмент преку Facebook и другите активности кои ги работиме преку интернет. Што најмногу прашуваат граѓаните или на што најмногу се жалаат граѓаните? Дали имате од контактот кој го остварувате преку Facebook со нашите поддржувачи или евентуално други поддржувачи на партии? Што конкретно најмногу ги загрижува луѓето? На Facebook беше одличен фидбекот, значи од граѓаните. Беа многу изненадени дека постои партија која пред се сака да се бори против криминалот и корупцијата. Значи тоа сите очекуваат нели нешто, сите се борат и сакаат правда, меѓутоа ние имаме реален концепт и знаат кој е нашиот предводник во твоја партија и затоа луѓето има голема доверба во нашите предводници. Беа изненадени за дека постои воопшто таква партија што ќе се бори сериозно против криминалот и корупцијата. Следна работа за која беа многу изненадени беше екологијата. Бидејќи екологијата во другите партиски програми не беше воопшто спомната, ние особено дадовме акцент на екологијата. Значи го потсетивме граѓанинот дека не треба да заборави за загадениот воздух, за сечата на дрва, за депониите, за увозот на отпад. И можеме да констатираме дека едно од главните проблеми во денешницата на обичниот човек е екологијата. Без разлика што тоа како прашање партиите не го фаќаат. Тоа е оно што го ветуваат, а го жртвуваат после заради политички... Не ветуваат они некоја конкретна програма. Ние барем имаме конкретни чекори, предлози, цел комплетно разработен план како би ја зачувале животната средина партиите, ја спомнуваат проформе екологијата и животната средина, колку да се спомне ради реда. Друго што беа изненадени граѓаните, например, очекуваат да не видат на терен, на митинзи. Па очекуваа летоци, па очекуваа пенкалца, запалки, некој промотивен материјал. Беа шокирани како тоа ние како партија не настапуваме. Потоа беа изненадени од буџетот, дека не трошиме народни пари или дека тоа е сведено на минимум, дека нашиот буџет на рекламирање не е ни приближен до оној на другите партии. Беа изненадени од тој момент. Потоа имав прашања за вработување, за партиски вработување. Тоа ги загрижува најмногу изгледа. Да, и ме изненадени кој што во нашата програма не постојат партиски вработувања, бидејќи во овој период, значи сите партии некому нешто ветуваат, некое вработување, па сега имаме едни на кои ВМРО им ветило не знам какви вработувања, СДС им ветило вработувања. Тука беа изненадени и начално беа изненадени на целиот наш концепт. Беше сосема различен. Така. Нашиот концепт на нашата програма е многу различна од сите други партии. Ние беа изненадени исто така, што можеме да го продискутираме ве што мислат другите, за како тоа ние не нудиме 5% зголемување на плата, не знам, 5% зголемување на пензиите. Колку се луѓе возбунети со ова надавање на бројки, цифри, па сите фрлаат, ова е 500, ова е 1000, ние толку. Јас тука не се согласувам, јас мислам дека бев многу јасна и ветив дека доколку дојдеме на власт, во секоја општина ќе биде насадено по едно пица дрво на кое што ќе растат пици. И вистина, ме пријатно што се смејам сега. Нито една друга партија тоа не го вети и сакам да се има предвид тоа ветување. Да, па Најодговорно тврдам дека во секоја општина ќе има по едно пица дрво насадено. Зошто во секоја општина? Зошто секој човек да си нема по една пица дрво? Може да поразговараме и за тоа, да. Така. Ако успее проектот со во секоја општина пица дрво, може да види во секој двор. Расадот е спремен, значи понатаму ќе видиме како ќе го дистрибуираме. Јас викам вака, за секој човек една пица дрво и една банана палма.
И веќе Јас- се решени и искрено- овошјето и пицата. Искрено се Ја веќе прашувам пишав дали сте- базен, ја пишав базен за секое семејство. Тоа го добро. ствариме супер. искрено Сме Добро, заборавиле имаме малку така, не. сме заборавиле да го ветиме базенот. Еве другите Да, ветуваат партиски стварно вработување, како би реагирале на пример Мицковски и Заев да ве слушнат со ова ветување, со што би надавале ти? Значи Ама дефинитивно затоа не сакаат да не слушнат. ете така. Јас Ја не во верувам дека секој они се момент толку изгледа така. смели А со тоа како слушнат. надаваат со Почнат пари, со цифри, јас не знам што би Ама, ветиле после ова. Лесно е, знаете, значи многу е лесно да ветите нешто и подоцна да тоа ќе отиде некаде во етерот. Нам би ни било многу лесно да кажеме дека минималната плата ќе биде 40.000 денари. Така, дека- ама многу интересно е лекарите што над граѓаните 10.000. тоа го земаат здраво за готово. Многу е Ама видете, тоа е Меѓу многу живот. опасно. Тоа е многу опасно однесување. да. Под тој притисок може да влезат или во преголемо задолжување или во печатање пари. Нема друг начин кога во овие услови на ковид, кога во услови на пад на економијата се надпреваруваат колку повеќе пари ќе дадат. Значи извор на тие пари може да бидат само два начини. Едното е печатање на пари без покритие, да се предизвика инфлација. Второто е енормно задолжување. Веројатно дека тој што ќе победи ќе пристапи кон ова второто, заради тоа што лично никој не ги враќа парите со кои што ја задолжува држава. Еве Грција доживеа колапс, никој денеска не памети која беше гарнитурата што генерално ги зема тие 700 милиарди евра долгов. Така. Тоа се заборава. И секогаш оној кој што ќе дојде на власт, кога ќе дојдат сметките, тој треба да ја плаќа фактурата. Јас би додал тука уште едно од етичка страна на овие ветувања. Големците што ветуваат практично лицитираат со нужни потреби на граѓаните. На граѓани кои немаат. Да. Тие лицитирања знаат луѓето да ги поведат во стапица за да гласаат за некого, за да ги остварат своите нужни потреби. И таквато лицитирање завлегува во перверзија. А кога Така. сме веќе кај овие работи, дали имаме нешто забележано во некои од изборните единици да се случува некој подкуп и слично, да имаме некои информации такви? Освен од она што го во медиумите. Сето ова е вид на подкуп. Значи не Да. мора да се отиди и да му се каже некому ќе ти дадам кило брашно, литро зејтин и слично за да гласаш за мене. Значи ваквиот облик на нудење директно на некој вид на бенефиција на конкретни категории на луѓе, наместо нудење на системски решенија за развој на државата, веќе представува некој вид на подкуп. Вика, на наставниците ќе им зголемиме толку посто, на пензионерите толку. Значи, ако гласате за нас, ќе ви бидат зголемени пензиите. Не викаат дека има потреба да се разговара, да се размислува на кој начин да се зголеми стандардот на оние кои што имаат низок стандард, кои елементи ни стојат на располагање и слично. Не, вика за 10 на 100 ќе ви ги зголемиме пензиите. Значи, тоа е вид на еден многу отворен подкуп. А тоа е зашто многу луѓе се Се заминуваат во Македонија. Се поставува прашањето, ако можат тоа да го направат, зошто не го направиле пред 5 месеци? Имено. Значи, дали ги имаат парите во торба негде складирано, па сега ајде после избори ќе ви ги даваме, како во СХС кога на луѓето им давале левиот чевел пред избори, десниот после избори, ако гласаат за нив во некои помали места. Ми се свиѓа за... Не, факт е тоа. Добро, и се Само поставува другото прашање, зашто повеќето работници, еве и вработените во јавниот сектор се незадоволни од платите? Доколку они можеле да понудат повисоки плати, зашто не ги платиле вработените? Бидејќи повеќето од нив си ја сработуваат работата, значи заработуваат платата.
Самуел ја допре можеби суштината на ова, и тоа е навистина една многу опасна ситуација, каде што тие практично играат на сиромаштијата. Значи, На ним чувствата на луѓето, најмногу. на нив им одговара да имаат сиромашни луѓе кои што практично гледаат во партиите извор на приходи, значи на некаков зголемен приход што малку ќе исчекорат во таа сиромаштија, а всушност не се гради систем, тоа што го рече Најджевска, луѓето да заработуваат за пристоен живот, пристојно да ги воспитуваат децата без клиентелизам и да се воспоставува вистински систем на вредности. За жал, еве и оваа кампања покажа дека партиите глумат работодавец, глумат некој што има со торба пари, кој што дели пензии и ги создава парите, што е невистина. Парите мора да ги создадат граѓаните. Така. Меѓутоа, функционерите за да останат на власт, од една страна им одговараат сиромашни граѓани кои што лесно може да ги подкупуваат, и второ, граѓанинот кој што нема избор во животот е лесно подложен на клиентелизам. А и А на суровата пазарот на вистина, трудот, еве, ти Благојче живееш во Словачка, во твојата бранша сигурно нема невработени и ти немаш проблем. Кај нас е трагедија ако човек остане без работа. во Словачка 40. невработеноста е 3%, сега се зголеми заради короната, можда на некој 6%, на 5 милиони жители тоа е ништо. Има Апсолутно. конкурентност, има све. Сега проблемот е што во Македонија, например, суровата реалност е тоа што мислам дека според бројките кои што ги гледа во последно време, скоро 50% од популацијата нас ни е сиромашна или преживуваат се на работ на екзистенцијата. Можда во Скопје овој проблем не се гледа толку многу, ама например луѓето кои што имаат контакт со луѓе во други градови, како Крива Паланка, не знам, Делчево, Прилеп. Во Прилеп има стварно многу фамилии кои што кубурат со животот. Дефинитивно. Значи 30% прагот на На сиромаштија. сиромаштија. Тоа под прагот на сиромаштија немаат ни за јадење, значи тие се гладни, тие не се облечени, немаат основни средства за плаќање за комуналии. Значи, од такви луѓе ние не можеме да очекуваме гласачко тело кое што би можело да ги проценува партиите, нивните програми и нивните идеи, туку едноставно е поставено во улога на зависност што и како ќе му доделат партиите пред или после изборите. Еве сега непосредно изборната кампања ние ги добивме оние 10 автобуси. Тие не можеле предходно да дојдат, така? Така. Значи, не можеле после изборите да дојдат, мора да дојдат 3 дена, така беа темпирани, нали? 3 дена пред завршување на изборната кампања. Мислам, тоа е... Ако може да се надополнам само за една работа, на овој проклет Балкан, властодржците, самиот поимањето на власт е владење, кои се во тенка корелација со олигархијата, практично ја одржува во живот, го одржува во живот работна екзистенција. На тој начин прави сервилни луѓе кои се зависни од ефтиното работно место, зависни од ефтината политичка структура која ќе дојде на власт, која е во тенка корелација со олигархијата. Ефтиното уште повеќе го поевтинуваат на тој начин. И тоа се одржува, тоа се негува тој принцип. Затоа се нужни овие системски потреби за работите да мрднат од мртва точка. Не е нужно донирање пари, донирање леп. Да. Нужно е работите да станат функционални. Институциите да станат функционални, затоа што ние може да збираме пари, ја ве гледам многу пати на Facebook. Комплетниот систем да стане функционален. Гледам многу пати на Facebook, например, акции за собирање пари на болни, акции за собирање пари на сиромашни луѓе, акции за некои такви работи.
И јас тоа се А види, прашувам- види, тие работи секогаш ќе ги има. Тие работи ќе постојат некои хронични такви појави. Но ова е системско одржување на сервилност, се негува сиромаштијата заради тоа системско одржување на сервилност на луѓето кон власта и кон олигарсите. Да, тоа е во ред. Само сакам да кажам дека кај нас е многу зголем, например, еве во Словачка има 5 милиони жители. И овде има, да речеме, сиромашти и слична таква работа, ама тоа ги прави луѓето зависни да бараат пари од други луѓе за помош. Ако институциите излезат во пресрет на многу работа, јас мислам дека многу пати нашите институции ако беа спремни, парите кои ги трошат за XY работи, кои што се беззначајни воопшто во општеството во Македонија, дали споменици, дали фасади и слично, значи може да се помогнат толку многу луѓе, да се спасат толку многу животи, ама сето тоа е, си мислам дека резултат на неспособноста на овие институции да функционираат. Или на нивната способност да функционираат во Да. контекст на одредени Но така. Кај нас, да речеме, луѓето имаат емпатија. Народот е хуман. Има, дефинитивно. И може да се забележи дека оние апели кои ќе се појават на социјалните мрежи, така натака ја будат свеста кај луѓето и сакаат луѓето да помогнат. Но во една системски организирана држава, еден таков апел ќе го разбуди системот да го направи своето што треба да го направи, а не граѓаните да скокаат и да бидат први и единствени кои ќе помогнат. би треба да привршуваме затоа што Да, и јас сум многу благодарен дека чепнавме скоро од сите теми кои што постојат, од сите проблеми кои што постојат во Македонија. Сакам само да прашам дали има некој нешто да им порача на гласачите, на граѓаните од Македонија, на оние кои што не гледаат, да испрати некаква порака, пошто мислам дека ова не е последната средба со гласачите или со граѓаните на Македонија. Значи, дали има некој нешто да порача? Но некои кратки црти. Одлуката е твоја. Точно. Супер. Благодарам многу што заведовте учество во емисијава, во последната емисија од оваа кампања. Сигурен сум дека ќе ги имаме вакви дебати и повеќе и во иднина и после изборите и дека ќе видиме многу блиску со граѓаните, претежно преку интернет, затоа што сме модерна, нова, иновативна, интернет и еко-френдли твоја партија. И Благодарам ние многу. сме мала партија, Така. сега за сега, бидејќи сме нова, но со големи цели. Значи, Така. ние не сме од денес до утре. Така. Супер. Благодарам многу и пријатна вечер на сите оние кои што Убава вечер. да учество. се не е Излезете на гласање. Така, одлуката е само твоја. Пријатно. Пријатно.